Македонската книжевна историја се развивала континуирано во сите периоди од вековната опстојба. Од антиката, преку рано-христијанскиот и средновековниот период, во раното просветителство од втората половина на 16-тиот век, до пројавите на народните преродбенски будења во 19-тиот век, па се до предилинденскиот и поилинденскиот период. Натаму, меѓу двете светски војни во 20-тиот век и до современиот национално-слободен творечки развој од 1945 година наваму. Просветителските идеи од дамаскинарската книжевност ги премостила границите на историскиот развој меѓу средновековната и новата книжевно-творечка традиција во Македонија, па истите послужиле како предвесници на народното будење во природбата. Таа пак се најавила во втората половина на 18-тиот век, а идејно се актуализирала како официјална творечка платформа во текот на 19-тиот век. Зародишот на книжевната дејност во 19-тиот век, кога во другите средини се практикува да се третира како процес на национална, културна, книжевна или писмена природба, на некој начин во првата половина од 19-тиот век во македонските книжевни и историски процеси ние ја затекнуваме ситуацијата на континуитетот од развојот на средновековните книжевни процеси. Но со една напомена дека во тие текстови што се пишувани и што се сочувани од тој период на македонскиот книжевно-историски развој, веќе ги согледуваме воспоставените традиционални творечки односи од дамаскинарската книжевност. Во однос на книжевните и литературните, фолклорните збиднувања, да кажам, природбенски, тоа има посебно место и посебна убавина, бидејќи се отвараат нови перспективи кон модерно, ново создавање и на литературата и на уметноста воопшто. Со самиот развој на природбенскиот, односно просветителскиот период, и во самата литература започнува да доминира индивидуалното. Овој заживеан природбенски однос во македонската книжевна традиција од почетокот на 19-тиот век се разликува од дамаскинарските текстови и побарањето нови ортографски решенија за некои букви, што биле карактеристични во изговорите на типични македонски дијалектни зборови. Секако дека за таа намена не се воспоставил некаков стандардизиран азбучен систем, но самите книжевници истакнувале активен однос кон демонстрирање на соодветни решенија во нивните текстови. Книжевните процеси во Македонија од првата половина на 19-тиот век го следеле континуитетот на средновековната традиција, при што книжевните и скрипторските центри ги задржале улогата и влијанието да представуваат единствени организирани места за одвивање на книжевните, просветните и идејно-творечките дејности. Дури и светогорските манастири ја прифаќале улогата на активни центри за развој и афирмација на новите просветителски пројави, од каде што и македонската традиција црпела искуства од нејзиниот духовен и културен извор. Таму, во 19-тиот век престојувале многу монаси од Македонија, кои почнале да го афирмираат народното будење, пишувајќи ракописни книги на македонски народен јазик. Само меѓу сочуваното ракописно книжевно наследство од Зографскиот и Хилендарскиот манастир се евидентираат десетици ракописи од различни периоди на 19-тиот век, кои се пишувани на некои од македонските народни говори. Меѓу македонските книжевници од 19-тиот век кои дејствувале на Светагора биле монах Спиридон, монах Мелетий или Михаил Василјов од Берово, јеромонах Викентий, монах Галактион од Неврокопско, јеромонах Калистрат Зографски од Струшко, Партенij Зографски од Галичник, Павел Божигробски од Енидже Вардарско и други. Кај нас, значи, тогаш се појавуваат видни фигури во 19-тиот век со литературно творештво. Тоа карактеристично е што сите
понекогаш кога би сакале да одделиме еден автор, да кажеме, од тој период, јас на вистина не би можела, затоа што во тој период секој си има свое место и тоа на повеќе, да кажам, сегменти, на повеќе планови. Народното творештво одиграло важна улога во процесот на национално осознавање, национално освестување и во услови на тежок живот, на робство, на сиромаштија, на елементарни непогоди, катастрофи и други работи, народното творештво се негувало, се чувало, се надградувало и така во текот на изминатите години македонскиот народ создал народно творештво со високи уметнички вредности. И народните песни, и народните приказни, и кратките фолклорни жанрови, но и другите сфери на народната култура, како што се народните ора, народните обичаи, народните носи и така натаму. Новонастанатиот социолошки антагонизам за македонска духовна и културна асимилација бил активиран со цел книжевните дела на македонските автори да се користат како средство за национално отуѓување, при што почнала и мисијата на македонското творечко јаничарење за сметка на туѓата асимилаторска програма. Сепак, изворноста на македонскиот јазик со кој што се пишувале и се печателе книгите и препознатливоста на македонскиот традиционален дух во нивната содржина автоматски ги селектирале од туѓото творечко препознавање. Затоа и преименувањето на македонските книжевни достигнувања во првата половина на 19 век, а особено и подоцна, било само декларативно во политичка смисла. Така е и денес во дел од научните презентирања, кога се има тенденциозни обиди македонската природбенска книжевност да се поместува во туѓите соседни книжевно-историски развои. Најпрво, отецот Јоаким Крчовски се обидел да ја гаси просветителската жет за народното будење на македонскиот народ преку пишување и печатење на книги со народен, разбирлив збор, а со содржина актуелна и лесно восприемлива за пошироките маси. Поради недостаток од пишани извори за животниот пат на овој просветител и книжевник, досега не постои прецизно даден одговор на прашањето кога и каде бил роден Јоаким. Предпоставките одат кон тоа дека неговиот животен пат се одвивал меѓу втората половина на 18-тиот и првите 2 децении на 19 век, или поточно од околу 1750-та, 60-та до 1820-та година. Имајќи го предвид неговото презиме, Крчовски, со кое се подпишувал во своите книги, се предпоставува дека тој бил роден во селото Крчово, Демирхисарско, или во самиот град Кичево, според старото турско име Крчово. Но не се отврла и можноста презимето да го стекнал по некој од своите предци со име Крчо. Своето духовно и образовно издигнување го остварил во бугарскиот град Самоков и во Цариград, а по враќањето во Македонија, веќе како монах со името Јоаким, тој ја вршил свештеничката и учителската дејност. Овие активности повремено ги реализирал низ повеќе места, меѓу кои во Бигорскиот манастир, Крива Паланка, Кратово, Лесновскиот манастир и слично. Проповедал низ повеќе цркви и параклиси од Штип до Ќустендил. Како учител, дошле до израз неговите просветителско-народни идеи да се вклучуваат во образованието и женските деца. Досега се идентификувани 5 негови книги напишани во источниот дел на Македонија и отпечатени во Будим во периодот меѓу 1814 и 1819 година. Слово исказано е заради умирание и повест ради страшнаго и втораго пришествија Христова од 1814 година, сија книга глаголемаја митарства и чудеса през Фјатија Богородици од 1817 година, како и различна поучителна наставленија од 1819 година. Сите овие книги
се преводи и компилации од средновековната дамаскинарска книжнина со примеси од авторски коментари и дополнувања, во кои што доаѓа до израз поучителниот карактер на секој поместен текст. Ради ползи и поученија и спасенија рода христијанскаго, да му влее на простосрдечниот људ верба во неговата религија, но и да го одвраќа од опачините на овоземското чревоугодно и од недостојното поведение. Предвестување на македонското народно будење и преродбата директно се поврзува со просветителската и книжевна дејност на Кирил Печиновиќ, за кој се смета дека му бил ученик на Јоаким Крчовски. Особено е значаен ликот и дејноста на Кирил Печиновиќ. Иако периодично Јоаким Крчовски има повеќе книги оставено сочувано од неговата книжевна активност, сепак Кирил Печиновиќ како еден формат во тој период дава поширок и повпечатлив амбиент за природбенските и народните процеси што се одвивале на просторот на Македонија. Од причина што тој не само што преведувал, вршил компилации и манифестирал оригинални народни текстови во неговите книги, тој низ својата активност што ја пројавувал најпрво на Светогорскиот Хилендарски манастир, а подосна во Марковиот манастир и во манастирот Лешок, тој го собира македонското ракописно книжевно наследство и го носи во манастирските библиотеки со тоа што го најавува процесот на значењето на старословенските ракописи од средновековниот период како значаен материјал од кој што ќе се илустрира писмената традиција од Македонија. Неговиот животен свештенички и творечки пат го изодел меѓу 1771 и 1845 година, раѓајќи се во Теарце кај Тетово, а умирајќи во околниот Лешочки манастир. 10 години пред смртта, отец Кирил си ја составил автобиографијата во поетска форма, напишана на надгробна плоча и насловена како «Стихови на глас трпезечки». Теарце му негово рождение, Пречиста и Хиландар посрежение, Лешок му е негово воспитание, Подплочава негово почивание, од негово својот шествие, до Христово второ пришествие. Молитвас, браќа негови, љубимија, хотјаштија прочитати сија, да речете, Бог да би го простил, зере у гроб црвите ги гостил, Кирил. Овде лежи Кирилово тело, у манастир и у Лешок село, да Бог за добро е дело. Обновувајќи го манастирскиот храм, тој ја распламтил народната и преродбенската идеја во овој поранешен средновековен скрипторски центар. Ги поттикнувал свештенството и младината на образованост и на културна просветеност, при што се борел против секакви суеверија и народни обичаи, што им ја зацврстувале простотата и неукоста. Го нагласувал значењето на писменоста, истакнувајќи: да не е писмо, све би се заборавило, и Бог дали има или нема не би се знаело. За ваквата цел, во манастирот отворил и активна школа за просветување на малите македончиња. Уште во 1831 година, таму ја составил книгата насловена како «Утешением грешним» на тетовски народен македонски говор. Изборот на текстовите и идејната декларативност упатуваат дека книгата била продолжение на огледало, каде што уште еднаш се манифестирале просветителските и преродбенските идеи за поучување на христијанското македонско население. Но духовната цензура од Белградската митрополија кон македонскиот преродбенски пристап во книгата го спречила нејзиното печатење во Крагуевац, при што Печиновиќ дошол до идеја да отвори печатница во Лешочкиот манастир.
Ваквата желба не му се остварила, па благодарејќи на воспоставената соработка со Теодосиј Синаицки, успеал да ја отпечати својата книга во неговата македонска печатница во Солун, која набргу во 1839-40 година била опожарена и никогаш повеќе не проработела. Значи, тој и со самото отварање, со тој чин на отварање на печатница на македонските простори, на македонска територија, сака да воспостави една традиција да започне македонскиот збор да се печати, не само значи да се печати, туку и да остане како трајност. Поддршката на Синаицки со печатењето на книгата Утешение грешним од Кирил Печиновиќ резултирала и со инспирацијата да напише Послесловие во вид на критичко-просветителски трактат за народното будење и просветата кај македонците, што требало да се спроведува со прост и одноставен збор, зашто нека ест од чилики железо, та да отвори ковчегот, та да не ест од сребро и злато и да не може да отвори серцето на простиот человек. И кога ќе читате во таа книжица, да хвалите и да благодарите Бога од е дал таков учител за време наше. Таквата инспиративна регламентација представува своевиден манифест за воведувањето на македонскиот јазик во писменоста, школството и во просветата. Истовремено, овој оригинален книжевен состав на Синаицки представува и своевиден зародиш на историјата на македонската книжевна критика. Учебникарите биле првите кои на научна основа го поставиле прашањето за македонскиот јазик. Од 1857 до 1880 година биле напечатени околу 20 на учебници, неколку буквари и граматики. Бројни се имињата кои дале придонес во формирањето на македонскиот литературен јазик. Нивното одбележување е неопходно бидејќи токму нивната работа го овозможила бележењето на македонскиот збор и развојот на македонската книжевност. И така доаѓаме до првите учебници или првите книги напишани на македонски народен јазик. Се спомнува во литературата и во книжнината за учебниците на Јана Кестрезов, на Кузма Шапкарев, кој што има прекрасни учебници. И за жал, во подоцнежниот период Шапкарев ќе биде нешто друго, меѓутоа во овој период што е позначаен за нас, имаме одлични, прекрасни учебници. Ќе истакнеме неколкумина: Партенија Зогравски, Јосиф Ковачев, Димитар Македонски, Венјамин Манчуковски, Ѓоргија Пулески, кој забележал: така и македонциве се народ и нивното место е Македонија. Тој бил и поет, публицист, собирач на народни умотворби, етнограф, револуционер, војвода, авторот на првата обемна македонска историја, владеел повеќе јазици. Во неговото творештво клучни зборови се Македонија, македонци, македонски. Така и лозаровецот Ѓурчин Кокале, од првенец на село, станал борец против турската политика и елинизмот и првиот автобиограф во македонската книжевност. Неговите слогани да е проклет и афоресан оној што не сисака својот род и колку сме повеќе, толку сме посилни, кажани на почетокот на 19 век, одекнуваат и денеска. Токму бројните имиња од книжевниот опус пишувале, го афирмирале и го бранеле македонскиот идентитет. Публицистите пишувале за црковното прашање, како митрополитот Охридско-Преспански Натаниел Кучевишки, кој бил и револуционер и книжевник, кој припаѓа на групата автобиографи Коне Самарџиев, Јордан Хаджи Константинов Джинот, Зафир Белев, Марко Цепенков, Григор Прличев. Поради нивната книжевна и општествена ангажираност, тие биле прогонувани и затворани. Но тоа не им ја одземало силата. А имаме едно сведоштво на Ѓорче Петров, кој што пишува дека кога браќата Гавазови ги
ги затвориле и кога со една група од 40 затвореници ги носеле низ Прилеп, затворениците пееле револуционерни песни. Тие песни ги прифатили народот и се направила една поголема манифестација на отпор против турската власт. Аскерот што ги водел, кога ги донесле во Битола, за да не се повтори една таква манифестација, по споредни патишта ги однесле во затворот. Значи, песната имала некоја улога тука. Револуционерните настани добиле место во книжевноста. Со тоа се сменила и нејзината содржина. Драмските творби дотогаш имале дидактичко-морализаторски карактер, а со појавата на драмата Македонско востание од Никола Македонски од 1887 година добиле политичка ангажираност. Таа била реакција на Берлинскиот конгрес. Таа била испис на војводата од Кресненското востание на патилата и маките на македонците. Клетиот македонец е обкружен со дерикожи, крвопии, врагови и мачители, со злоба, врзан со окови и никој не помага. Па зато авторот повикува на борба. Македонец оди напред, како големиот Александар, барај слобода. Време дојде. Народното ни свето знаме веќе отворено и се развива по сите височини на македонските планини. И еден истражувач од Русија по име Виктор Григорович, кој што 1845 година престојувал во Македонија, запишал дека тој не слушнал други имиња, освен имињата на Александар Велики и Марко Крале. Големата популарност на Александар Велики нашла одраз и во народното творештво, па така голем број народни песни и преданија се поврзани со неговото име. Песните прераснувале во поеми, поемите во драми, расказите во автобиографии, биографии, спомени, полемиките во публицистички трудови, статистичките податоци во патеписи. Секојдневно биле печатени во весниците, списанијата, во сепаратни книшки. Прозвучувал македонскиот збор кој повикувал за зачувување на македонскиот род. Тоа е едно оружје во борбата против тие окупатори духовни и во друга смисла и едно оружје во борбата за зачувување на националниот идентитет. Представници на романтизмот се Константин Миладинов, Рајко Жинзифов, браќата Петковиќ, Григор Прличев, во чие творештво застапени се и елементи од класицизмот, поради воредното познавање на италијанскиот јазик и литература. Постои една ситуација околу фолклорот. Фолклорот е таква категорија која што во капитализмот не му дава на човекот една определена употребна вредност. Меѓутоа, така разработен и канализиран во едни образовни процеси, тогаш веќе ја дава употребната вредност. Затоа, навистина, самиот Миладинов, пишувајќи ги тие редови за значењето на фолклористичките материјали, фактички дава до знање пред целата европска јавност дека независно македонскиот народ во многу сериозни услови, каде што нема образование државно, успеал, принесувајќи ги усмено своите чувства, приказни, митови, идеали, идоли, успеал тоа да го зачува, бидејќи немала писмена традиција. Писмената традиција замрела на свој начин, меѓутоа успеала да се конзервира и да остане во онаков вид за да може да биде запишена и на свој начин да изврши силно влијание во животот, сега мислам на просветителскиот, на македонските луѓе. Иако сведоштва за постоење на фолклор на наш терен имаме од поодамна, првите објавени македонски народни песни датираат од почетокот на 19 век. Записите ги направил Вук Стефановиќ Караџиќ. Првите песни ги објавил Вук Караџиќ, значи првата песна "Не рани рано на вода до Белолико"
е објавена во Народна српска песнарица од Вук Караджич 1815 година во Виена. Тоа е првата македонска народна песна, песна од Разлошко е тоа. Вук во фуснотата таму има запишано дека вакви песни има уште, но дека нема да ги објави додека не провери дали се точно запишани. Причина за тоа негово колебање било тоа што некои бугари го критикувале дека тоа не е бугарски јазик, туку е некој друг јазик, таму што се зборува на границата со Србија, како што му рекле тие. Вук подоцна 1821-22 година најпрвен во новине српске на Давидовиќ, а подоцна и како посебна книжка објавил уште 27 песни македонски од Разлошко и таа е првата помала книжка со македонски народни умотворби. Во првата половина на 19-тиот век, на полето на собирањето и афирмацијата на македонскиот фолклор, заслуга има и рускиот славист Виктор Ивановиќ Григоровиќ, кој патувајќи низ европска Турција минал и низ Македонија и забележал 60 македонски народни песни. Познато е дека на минување низ Загреб, Григоровиќ дел од ракописите му отстапил на Станко Враз, а овој пак поголем дел од нив објавил во списанието Коло во 1874 година. Кога се зборува за собирањето и афирмацијата на македонските народни умотворби во овој период, не смее да се изостави името на Стефан Верковиќ, можеби најзначајната личност од собирачите на македонските народни умотворби од овој период. Од многумина наречен и стожер на македонската преродба, бидејќи имал комуникација со сите повидни интелектуалци од неговото време. Тој запишал огромен фолклорен материјал, подоцна во наше време се објавени 5 тома од тоа. Меѓутоа, во тоа време, 1860 година, во Белград, тој ја објавил оваа збирка со наслов Народни песни на македонските бугари и има околу 350 песни, главно од Јужна Македонија, од Егејскиот дел на Македонија, но има и од овие делови на Македонија. Иако Вук Караджич, Станко Враз, Виктор Григоровиќ и Стефан Верковиќ македонските народни творби ги објавија под бугарско име, поради околностите во кои во тоа време живееше македонскиот народ, сепак најзначајно е тоа што сите тие ја согледаа разликата меѓу бугарскиот и македонскиот јазик и пред европската јавност покажаа дека токму на југот на Балканот, меѓу планините Шара, Пирин и Олимп, живее народ кој по се разликува од соседните народи и има развиена народна книжевност. За ова време карактеристично е силното грчко влијание во Македонија изразено преку грцизираната Цариградска патриаршија, како и напорите на македонската буржуазија за ослободување од тоа духовно робство. Тогаш на фолклорот се гледало како на моќно средство за духовно разбудување и за борба против странските пропаганди, кои што засилено работеле на асимилација на македонскиот народ. Дури и Димитрија Миладинов од тие побуди се зафатил со собирање на македонски народни умотворби. Марко Цепенков се сеќава дека кога Димитрија Миладинов бил во нивната куќа во Прилеп, кога бил учител во Прилеп, ја посетил нивната куќа и во разговор со неговиот татко Коста Цепенков му кажал дека собира народни умотворби, притоа му прочитал некои од тие детски игри и кога овој го прашал зашто ги собира тие народни игри, Димитрија Миладинов му рекол: ќе се обидам да ги запишам, да ги објавам, да останат да се пеат некогаш. За релативно кусо време, Димитрија Миладинов, заедно со помалиот брат Константин, собрале обемен опус народни умотворби. И кога Константин заминал на студии во Москва, со себе го понел и тој импозантен фонд македонски народни умотворби со цврста решеност во престолнината на Русија да се избори за нивно објавување.
Но иако се движел во влијателни кругови, иако со сите сили се обидувал да го оствари својот голем сон, иако во таа средина постоел и интерес за тој фолклорен материјал и биле искажани високи оцени од афирмирани познавачи на фолклорот, сепак издавач не се нашол. Длабоко разочаран, Константин тргнал на пат кон татковината и патот го водел преку Виена, како што е познато, таму се сретнал со Штросмајер и Штросмајер од некои своји причини покажал интерес да го финансира ова издание. Зборникот кога ќе биде објавен во 61-та година, во јуни месец, иако представува огромно фолклористичко богатство, луѓето, посебно од Русија, кои што се специјалисти да толкуваат и вреднуваат таков материјал, ќе се обидат тоа да го игнорираат. Вистинската анализа на овој зборник ќе се случи по 20 години од неговото објавување. Без сомнение, најквалитетната книга со македонски народни песни. Зборникот содржи близу 700 народни песни, од кои само 76 се бугарски, од Софија и па на Ѓуриште, а другите се македонски народни песни од Струга, Охрид, Кукуш, Прилеп, Костур и други места. Но зборникот поседува и други творби од народната култура, како преданија, пословици, гатанки, игри, обичаи и така натаму, со што може да се рече дека тој представува вистинска енциклопедија на македонскиот народен дух. Од тука не е ни чудно што зборникот набргу по објавувањето доживеал најласкави оценки и препеви низ цела Европа. Не е чудно што од него се одушевувале и се учеле многу генерации македонски интелектуалци. Познато е дека Марко Цепенков го чувал дома и го пеел како второ евангелие. Кузман Шапкарев забележал дека овој зборник не му давал да спие, а Васил Икономов во предговорот кон првата своја збирка запишал дека остварува труд според покажаната желба на покојните браќа Миладинови. Константин Миладинов, кој што нели го антологиско име со антологиската песна Тага за југ, меѓутоа тој и со својот брат Димитрија Миладинов што го прават оној подвиг со објавувањето на зборникот, всушност тоа представува афирмирање на македонската традиција пред светот. Познато е дека, особено по ослободувањето во недостиг на уметничка литература на македонски литературен јазик, зборникот одиграл улога на вистинско училиште на народната поезија. И не е случајно во сите антологии правени по војната, како и во учебниците за сите степени на образованието, материјалите од овој зборник имаат доминантно место. Во ова време, со собирање на македонски народни умотворби се занимавале повеќемина македонци, но и странци чии резултати ќе излезат на виделина нешто подоцна. Тоа беа Марко Цепенков, Кузман Шапкарев, Наум Тахов, Васил Икономов, Панајот Гиновски, Антон Попстоилов, Серафим Бојанов, Ефрем Каранов, Ефтим Спространов и многу други. Но тогаш Македонија беше во рамките на Отоманската империја, без свој политички, административен и културен центар. Па поради тоа не постоеја услови овие материјали да бидат објавени тука каде што се создадени и запишани. Затоа, собирачите на македонскиот фолклор, надвор од својата татковина и во дневни и периодични весници и списанија во туѓи културни центри како што беа Цариград, Софија, Пловдив, Белград, Москва, Петроград и други, објавија богати фолклорни и етнографски материјали. Сите тие, ги воспоставуваат нормите, да кажам, насоките кон создавање подоцна на, а и во тој период, нели, на една богата македонска литературна традиција. Сиве овие и објавени и необјавени материјали, иако со мноштво тенденциозни интервенции, сепак представуваат богат фолклорен и етнографски материјал од Македонија,
и денес со внимателно, критичко користење можат да бидат многу корисни. Како што може да се види, во меѓувоениот период не се направени никакви записи во егејскиот дел на Македонија поради бруталната денационализаторска политика на грчките власти и невидениот терор што го вршеа врз македонското население. По Втората светска војна, македонскиот народ заживеа слободен живот на еден дел од својата етничка територија и дури во овој период можеше несметано да ги собира и под свое национално име да ги афирмира своите народни умотворби.